Мислам дека треба да си земете нешто за пиење или за јадење со приказнава, затоа што е многу долга, има многу детали и е многу занимлива. Ве предупредам, земете си чипс. Двајца браќа. Значи, во почетокот се живеат двајца браќа, едниот златар и лош, другиот метлар и добар. Метларот имал и двајца синови близнаци. Златарот имал пари и немал проблем, метларот врзувал крај со крај. Сега, некогаш метларот отишол во шума да собира суви гранки да, не знам, за огреб или ќе ги продава или нешто такво, се мачи. Догледува златна птица на дрво, ја гаѓа со камен, ја погодува, ама не успева ништо да ја направи, само еден пердув паѓа од неа и брзо му го носи на брат му. Брат му вика ова е чисто злато и му го плаќа пердувот. После пак оди нешто да прави во шума и пак ја наоѓа птицата, пак ја гаѓа со камен, немојте да гаѓате птици со камен, колку и да се златни. Птицата одлетува и он се качува до гнездото каде што видел дека сиди, внатре наоѓа златно јајце, го носи кај брат му исто така му кажува дека е чисто злато, му го плаќа и овој као жив среќен дека добил пари, а братов смера нешто затоа што знае за каква птица се работи, што ќе изеде птицата цела, односно джигерот и срцето. Секој ден под перница ќе наоѓа по еден златник и му вика на брат му, пробај да ми ја уловиш, ќе ти дарам многу пари за неа. И овој успева да ја улови, му ја носи и овој ја дава на жена му и вика спреми ја и никој жив не сме да ја пипне, само јас ќе јадам од неа и цела ќе ја изедам, затоа што му е важно да ги изеде джигерот и срцето. И женава ја спрема птицата и ја става да се пече или нешто такво. И тука наминуваат близнаците на сиромашниот брат многу гладни и се доближуваат до птицата што се готви и гледаат некако да чепнат по нешто од неа што нема да се примети и ги јадат джигерот и срцето. Кога ќе влезе жената на богатиот, приметува и става джигер и срце од обичен петел за да не примети маши и добро сготвува птицата, овој ја јаде цела сам, ама наредното сабајле не наоѓа златник затоа што не е тој джигер, не е тоа срце. Од друга страна, децава близнаци стануваат сабајле, им задзвечкува нешто кога ќе станат од кревет и гледаат дека се златници. Татко им брзо кај брат му да му каже што се случило и на богатиот брат му станува јасно што е работата и му вика за инат, тоа не е добра работа, тоа е ѓаволска работа, нешто мораш да направиш по тоа прашање. И сиромашниот брат си ги носи близнаците во шума и си ги остава таму. Така тоа. Такво му е негово решението за проблемот. И децава се лутаат по шума и се губат и не знаат кај одат и може да ги зарад диви зверови. Арнама налетува ловец. Ги гледа дека се сами, дека се оставени. Вика, не се секирате, јас ќе ве чувам, немам деца, јас ќе ви бидам татко. Митува дека излегуваат златници секогаш кога ќе станат децата од кревет, ама им ги чува, им ги трга на страна за некои други времења и ги учи да бидат ловци. Ќе пораснат децата, се покажат како добри ловци, дека не промашуваат и ќе му речат дека сакаат да одат по свет, он со задоволство ќе ги пушти, ќе им даде од златниците нивни, им дава добри пушки и им дава нож кој што доколку одлучат да се разделат, треба да го заборат во дрво, таму каде што ќе одлучат да се разделат и секогаш ќе знаат дали некој од нив има проблем, затоа што ако има проблем, едната половина од ножот ќе биде зарѓена. Добро. Идат ловат, стварно се добри ловци, ама никако да најдат чаре што да работат, каде да одат и да се скрасат, валјда. И лутаат по шуми, во една шума не може да најдат животни да ги ловат и се гладни. Се појавува зајак, нишанат на него. Зајакот ги замолува да не го убијат затоа што ќе им донесе 2 зајачиња. И им носи стварно 2 зајачиња, ама толку се сладки зајачињата што браќата решаваат да не ги убијат, него си ги носат со себе. Истото понатаму се случува со лисица. Лисицата ги замолува да не ја убиваат, дека ќе им донесе 2 лисичиња. За лисичињата им е жал и си ги носат со себе како миланичиња. Волкот им носи волчиња. Мечка среќаваат, мечката им носи мечиња и лав. И лавот им носи 2 лавчиња и сега они имаат по еден лав, по еден волк, лисица, мечка и зајак. И така се шетаат секој со своите животни, бидејќи нема работа за нив, одлучуваат да се разделат, да си ја пробаат среќата на различни страни од светот. Се поздравуваат, го забодуваат ножот во едно дрво и секој оди по својот пат. Едниот брат стига до еден град каде што гледа дека се е завиено во црно и прашува некој минувач или меанџија или нешто такво, што е работата. Му кажува дека градот е завиен во црно затоа што кралската ќерка утре дента мора да умре. Он вика толку ли е болна? Не е болна, ама ќе умре. Зашто ќе умре? Затоа што има змеи
секоја година му се носи по една девојка, сите девојки што можеше ги изеде, дојде ред на кралската ќерка. Овој вика, добре, јас ќе ви ја спасам. Не можеш да ја спасиш, многу е страшно, но ја ќе ви ја спасам доста. Заедно со животните негови се качува на ред каде што му кажуваат дека живее змејот. И таму гледа 3 пехари, каде што пишува кој ќе се напие од овие пехари, ќе стане најсилен човек на светот и ќе може да ракува со мечот што е закопан под прагот на црквата. Прво се го откопува мечот и се обидува да го дигне, ама не му успева, па се напива од пехарите и успева да го хендла мечот. Градот, према редот, се движат кралот, принцезата и некаков маршал и свита што ја носи принцезата на умирање. Ја пуштаат принцезата нагоре, она извадена од памет, он излегува од црквата и вика не се секира, јас ќе да спасам. Ја заклучува во црквата и трга према змејот. Змејот излегува, е со 7 глави, сегде му излегува оган, многу љут, не му даваат принцезата и овој почнува со откопаниот мечот од црквата да се бори со него. Една по една или по 3 му ги сече главите, на крај му е сечува пашката и толку од змејот пише. Животните му помагаат, го растргнуваат змејот и он оди и од секоја глава ги сече јазиците на змејот. Се враќа кај девојката, она препадната, ама кога ќе дознае дека змејот е победен, се радува. Супер, договорот е тој што ќе го убие змејот да се ожени со принцезата и после смртта на кралот, кралството да му припадне на него. Многу се среќни, многу се уморни, сите се животни. Легнуваат да спијат. Во тој момент, тој маршал што го спомнав предходно, забележува дека ништо веќе не се дешава на редот и дека нема никаква врева од змеи, па се охрабрува и се качува нагоре. Го наоѓа змејот убиен, паќа дека некој го победил, влегува во црквата и ги гледа сите позаспани, значи девојкава, дечкова и животните. Му сече главата на човеков, на ловецот, носи принцезата на раце, она се буди и вика сега ќе кажеш доле дека јас ве сум завршил работа. Ева вика не можам така да кажам затоа што не беше ти, затоа што беше ловецот и животните што му помогна, нема да кажеш или ќе те убијам. Принцеза, добро, не ќе кажеш јако што ти викам или ќе те убијам, добро. И ја си минува доле, кралот е жив среќен затоа што е веќе помирен дека принцезата е изедена. Маршалот кажува еве јас го убив змејот. Сега ја барам раката на принцезата и кралот нема проблем, све супер. Принцезата вика, не можам да сватам. Си минеш доле кај кралот. Кралот тебе ќе ти верува затоа што ти е татко. И не викаш лаже, вака и вака беше, него викаш прифаќам, ама да биде свадбата за 1 година во надеж дека до тогаш нешто ќе се деси со ловецот, ќе се врати. Она не знае дека е утопен. Во меѓувреме се будат животните и го гледаат човекот убиен и зајакот се напаќа да оди по чудотворен корен преку не знам колку мориња и планини, да го донесе, затоа што тој чудотворен корен лекувал секакви рани и можел да врати мртви во живи. Оди и се враќа за 24 сати. Лавот му ја става главата на господарот на врат, го мачкаат со чудотворниот корен и оживува. И се објаснуваат што се случи. Кај него се уште јазиците од змејот. Почнува да лута, не знам зашто лута по ридот и по шуми, во полиња и зашто одма не се враќа назад. Меѓутоа успева да се врати за 1 година и таму гледа дека целиот град е украсен и прашува, Меанџија некој прашува зошто е целиот град украсен. Меанџијата вика принцезата ќе се мажи, лани маршалот го утепа змејот кој што требаше да ја изеде и сега ќе се мажи. Овој не е сигурен дали принцезата го предала или уште го сака. Едно по едно животните ги испраќа да ја побараат нешто за јадење. Она ги препознава животните затоа што во еден момент како знак на благодарност кога беа горе кај змејот го вади ланчото од корали и на секој животинче му закачува по 1 корал на вратата, на лавот му го закачува златното копче што е останато од ланецот. И препознава, не дека не можеш да ги препознаеш 4 животни баш такви, како некои, како сите да се шетаат со такви животни, не се. Они кажуваат дека е дојден нивниот господар кој што го уби змејот и бараат од виното, од благото и од лебот, од месото што го јаде кралот, она праќа по нив. И на тој начин ловецот дознава дека она се уште го сака. Тука многу детали има. Зајакот бега од кучиња, значи ја не знам како успеава приказна да биде толкава. Зајакот бега од кучиња, лисицата иде по улички, лавот пие вино, мислам хаос е, али кралот приметува дека упорно доаѓа по едно животно и си оди.
од кај принцезата, ја прашува што е со животниве и она као не смам да кажам ништо, зашо не сме да каже ништо. Дали Незе ќе се верува поише или на Маршалот ќе му се верува поише, не знам. Ама добро, еве не смам да кажам ништо. Има еден човек надвор, седи во една кафана, треба да го примиш и кралот стварно праќа луѓе по него и кочија и се што треба. Принцесата вика треба и да го седнеш со нас на маса, го седнува со нив на маса. Момент. И се клади со меанџијата таму дека ќе јадел од месото, од благото, од виното, мислам тоа стварно. А да, и сега прашува дечково што тоа вие славите тука и кралот му вика па еве Маршалов на змејот му ги пресече главите и ме ја спаси кирката и затоа му ја давам денес кирка ми за жена. Ловечот станува и вика, а кај му се јазиците на змејот? И Маршалот се вади од памет и вика, па змејовите немаат јазици, кога се повторува многу често. Вика, лажговците не треба да имаат јазици, а еве ви ги, јазиците ја ги имам. И вика, животните му ги покажуваат на кралот парчињата корали што ги носат животните. Раскажува принцесата што се случило. Тој се кажува ловечот дека бил преморан од борбата со змејот, дека заспале сите, дека му исекал главата Маршалот. И ја земал девојката и она вика да сега смеам да кажам, не знам зашо не кажа пред година дена ќе се спасевме сите, ама добро. Сега можам да го изнесам на видело Маршаловото гнасно дело. И онда кралот вика 12 суди да му пресудат на Маршалот, они му пресудуваат да го расчепатат 4 вола. И онда го погубиле расипа кутијата му. Расипа кутијата, среќа му. Добро го расчерачуваат 4 вола Маршалот. Сега вие се венчаваат, принцесата и ловецот. Свадбата минува во радост и веселба. Па ги вика и татко му и очувот и им подарува големо богатство. Претходно се кладеше со меанџијата и него му подарува нешто. И многу среќно и радосно живеат. Се тоа не завршува приказната и може се што ви раскажам што толку има. Затоа ви реков да земете нешто за јадење, за пиење, нема веза. И сега има некоја шума магјосана, каде што кој да влезе не излегува више од таму и се разбира дека ловецот многу би сакал да влезе таму и да половел и он. Кралот и принцесата го молат да не се глупира, ама не може, он ќе ловел и зима луѓе и на влезот на магјосаната шума гледа бела срна. Иде по неа да ја лови, морал да ја лови белата срна. Не може да се остави на раат белата срна да живее. Вие као не идат баш по него, го губат од видик и он иде по неа, ја лови, никако не успева да ја фати и се губи у шумата. Со се животни иде цело време иначе, значи со лав, со мечка, волк, лисица и зајак лови он се губи срната од вид и он мора да преноќи во шумата, не може да си ги најде ни луѓето што се дојдени со него и пали оган под дрво и си серат се греат со животните таму и слуша глас што вика леле колку ми студи. И он вика добро дојди да се сагрееш на огнов. Како одгоре му доаѓа гласот и гледа баба некоја во гранките, вештерка нормално. Она вика не, као не можам да се стимнам, животните твои ќе ми направат нешто, вика нема ти направат ништо, дојди си ми се. Неаќе ти фрлам еден стап, ти удри ги по грб, така нема ништо да ми направат. Му го фрла стапот и он со цел памет стварно ги мава кутрите верни животни по грб и они стануваат како стаписани, ништо не може да направат и се стимнува бабата, вештерката, го мава и него со стапот и животните и ги претвара во камења и се кикоти злобно и ги влече во некој дол. И го нема ловецот. Принцесата се секира, се прашуваат што се случило со него. Добро го нема. Да не забораваме дека ловецот има брат близнак, исто така ловец. Тој па се шета по свет и животните му играат по циркуси за пари. И решава да се врати кај што се разделија, каде што е забоден ножот, да провери како изгледа ножот. Ако ќе стигне таму, гледа дека страната на брат му е до пола блескава, до пола зарѓена. И сваќа дека нешто не е во ред, дека веројатно се уште има надеж да му помогне. Тргнал во правецот каде што се упатил и брат му со сите негови животни, значи да не забораваме дека он ги има истите животни како брат му, за да исто како него. Го пречекуваат на порта како кралски зет, примаат и сваќаат што уствари се случило и дека мисла дека е брат му и ќути за да види што може да направи и дали ќе биде покорисно да ќути. Сега кај принцесата, она е многу среќна дека он успел да се врати и вечерта си легнуваат заедно, ама он става меч со две острици измеѓу нив. Станува неколку дена во дворецот, дознава што всушност се случило. Измислува дека он пак мора да оди во шумата, пак го молјакаат, немој дори ќе се изгубиш, не, ќе одам, добро. Пак се појавува белата срна и него му е мерак да улови белата срна, навлегува се подлабоко во шумата, срната се губи, нели?
и он се губи исто така и мора со животните да си запали оган под некое дрво. И пак ја слуша вештерката со многу ми студи. Он вика, ела, сибни се да се стоплиш. Она му вика, ама животните вака и вака, ништо нема ти направат животните. Ај ќе ти фрлам ја стап, истото, да ги удриш, па така ќе знам дека нема ништо да ми направат. И овој брат вика, јас моите животни не ги тепам, ако сакаш сибни се, ако не јас ќе те сипнам. Она почнува да се кикоти, да се занесува нешто одгоре, почнува да пука во неја, меѓутоа ништо не им може со тие зрна што ги има, му се занесува уште поише, ама него му текнува дека има 3 сребрени копчиња на него, ги става во пушката и така успева да ја собори. Ја фаќа за врат и вика, сака е брат ми, и она извадена од памет го носи во долот каде што се и брат му и животните скаменети. И вика, или ќе ги оживееш, или ќе те фрлам у оген, и она ги оживува не само брат му и неговите животни, туку и секакви некои овчари, ловци, сироти луѓе што ги скаменила. И после ја фрлаат у оген, не им треба више, окей. А близнаците кога ќе се видат, ќе се израдуваат, се гушкаат. Ајде сега да се вратиме назад, и додека се враќаат назад, ново дојдениот брат му објаснува на братот што е женет со принцезата како све се случило. Вика, никој не ме позна, не ми ги познаа ни животните. И неколку дена живее во дворецот, дури морав да спијам кај принцезата во кревет. И глупавиот прв брат го фаќа љубомора и му е сече главата, па го фаќа паника што направи брат ми, мене ме спаси, а јас му е пресекол главата. Пак зајакот го носи чудотворниот корен, му ја враќаат главата на рамена и го оживуваат, па не ни сваќа дека бил утапан. И се враќаат во градот, се договараат шала да направат, ај ќе влеземе од две различни порти, ќе ги збуниме сите. Стварно се збунуваат сите глупости. Крај успева да ги препознаат животните по ланчињата. На лавот му го наоѓа златното копче и као тој што му е господар на лавов, тој ми е мене маж, вика принцезата. И пресмешно. И после сите седнаа на трпезата, па почнаа да јадат, да пијат веселејки се. Не им кажале дека што всушност се случило, дека едниот го спасил другиот, дека глумел дека е брат му и така натаму. И вечерта кога младиот кралски зет си легнал со жена му го прашала зошто претходниве вечери ставаше меч меѓу нас, ми беше страв дека ќе ме убие. Дури тогаш сватил младиот крал колку му бил уверен неговиот брат, долга беше.